Рековте дека тоа беше можеби мотивот да влезете во ракометот кон заедницата. Сега, колку сте пак општествено одговорни како пратеник? Отворивте пратеничка канцеларија, имате средба со граѓаните, веќе повеќе можеби од, сега да не пресметувам, 2 години сте пратеник. Колку пак на ова функција сте општествено одговорни? Значи, функцијата пратеник ви дава едно задолжение кое што треба да го исполнувате честно, да бидете постојано меѓу граѓаните, бидејќи немаме потреба ние и зошто да бегаме од граѓаните и немаме потреба да имаме некакви формалности како би стигнале граѓаните до нив, туку напротив, ние сме секој ден помеѓу нив. Канцеларијата, пратеничката канцеларија која што пред некаде 2 години отворивме, аз можам да кажам дека навистина е посетена. Имам извадено некои бројки, а тоа е дека, например, 2012 јас сум имал средба со 912 граѓани, а во текот на 2013 досега со 610 граѓани. Тоа се некаде 1500 граѓани со кои јас лично сум имал средба, предпоставувам уште толку се имали и моите колеги и така натаму. Значи, на тие средби ви доаѓаат секакви луѓе од различни политички опции, бидејќи пратеничката канцеларија не е партиска канцеларија. За партиските за 100 состаноци на ВМРО ДПМН ние си имаме општински комитет, така да доаѓаат со различни барања, со различни идеи, со различни проблеми, кои што ние пробуваме... Колку успева Гошев да ги реши нивните проблеми? Она што е во рамките на законот, воглавно ги решаваме. Имаме една ситуација која што граѓаните ја знаат, меѓутоа знаете како е. Ако тие можеле сами да си го решат проблемот, најпрво пробуваат сами. Одат по институциите, по една, по втора, друга и на крајот кога ќе видат дека сами не можат да го решат проблемот, икс причини. Доаѓаат во пратеничка канцеларија и бараат помош. И сега веќе за овој случај сите се запознаени, кои ќе се јавиме, ние дури да кажеме дали се тоа раководители во фонд за пензиско здравствено, ги знаат по име и презиме случаевите. И помагаме во рамките на институциите навистина колку можеме повеќе и побрзо да им се решат одредени случаи. Исто така сакам да напоменам дека во рамките на пратеничката канцеларија ние имаме беа нарекол оделение или служба за бесплатна правна помош на граѓаните. Секој ден од 11 до 16 часот може да ја посетат канцеларијата, да остават одредени контакти, ние ќе ги исконтактираме ако се за средба со пратениците. Ако имаат потреба од правна помош, исто така има луѓе кои што се задолжени за таа работа и во склоп на канцеларијата нудиме бесплатна правна помош. Има ли вистина тоа дека откако стана пратеник Славе Гошев дека е се потешко достижен за струмичани? Не, јас сум секој ден во Струмица, значи... Но не успеваат, дека не успеваат, тешко можат да дојдат до тебе, да се исповедат, односно да си го кажат својата мака? Не, значи, прво, јас не страдам од оној комплекс на повисоки вредности дека сега сум пратеник, бидејќи ниту моите родители биле пратеници, ниту пак јас мислам цел живот да бидам пратеник. Значи, јас сум еден нормален млад човек кој што функцијата пратеник ја сваќа како работа, обврска која што му ја дали граѓаните, кои што треба честно и одговорно да се ја извршиме. Не можат да ме најдат граѓаните ако имаме ситуации како денес, например, јас сум излезен од 8 часот са бајле од Струмица, до 19 часот имав седница во собранието, сам возев, дојдев овде во студио, ќе се задржиме сигурно до 22-23. После тоа, додека да си отидете дома, ве наоѓа 12 полнок и треба да бидете во кревет, затоа што утре во 8 повторно тргнувам за Скопје. Кога имаме таква динамика, е нормално дека не можете да имате доволно слободно време да ја видите фамилијата, а не пак да имате некакви средби. Меѓутоа, затоа пак тука се петоците и саботите, кога ни се слободни и кога јас сум редовно во канцеларијата или пак секоја вечер сме меѓу младите или низ град, улиците во Струмица, така да мислам дека од таа страна, на страна од тоа, мојот телефонски број не е сменет ниту кога станав пратеник, ниту кога станав председател на општинскиот, така да го знаат доста луѓе и мислам дека лесно контактирам. Да, последен пат кога гостувавте овде во нашата емисија, тоа беше веднаш по локалните избори, тогаш повторно дебатиравме за и околу тоа колку актуелната власт води сметка и грижа за општина Струмица. Неодамна бевте во првите редови кога се отвараше технолошка индустријската развојна зона. Кога ќе профункционира
таа технолошка индустријска развојна зона и бидејќи таму е поставен камен теменик, не гледам дека се гради, но и кои се други проекти кои што успеавте барем во овој период? Не, значи технолошко-индустријската развојна зона е поставен камен темелникот, веќе е завршен и тендерот, избран е изведувач на атмосферската канализација. Тоа е фирмата Жикол од Струмица, тендерот беше некаде 12 милиони денари. Така да после завршувањето на овие активности се очекуваат првите инвеститори, паралелно со градбата на инвеститорите се врши и уредување на самата зона. Така да се надевам дека веќе од наредната година ги очекуваме првите странски инвеститори. Постои одреден интерес од одредени фирми, пред се германски, има една кинеска, има една грчка фирма кои што се заинтересирани за инвестиции. Меѓутоа моето е до тука, не смеам да откривам повеќе детали. Се надевам дека веќе наредната година ќе имаме првата инвестиција во оваа зона. Во однос на другите работи, сакам да кажам дека почнува веќе конечно реконструкцијата на стариот Струмички театар. Значи, повторно е завршен тендерот, избран е изведувач, тоа е фирмата Макаос од Скопје. Тендерот е 3 милиони евра, комплетно финансиран од страна на владата на Република Македонија. Се работи за 3 годишен проект и овие денови веќе се поставуваат почетните работи за почеток на стариот Струмички театар. Имавме пуштање на одредени патни правци тука во околината на Струмица, така да мислам дека оние најзначајни работи кои што ние ги ветивме во изборната кампања 2011 полека почнуваат да се реализираат и дел се и реализирани. Добро, мислам дека владата направи една проекција за буџетот за идната година, се уште не е дојден во собраниска процедура каде што имате можност вие да предлагате одредени измени, но првично што за идната календарска буџетска фискална година, како сакате, има планирано владата средства за Струмица, Струмишкиот регион или воопшто за овој дел од државата? Значи, еве, ви спомна веќе дел, например, стариот Струмички театар е 3 годишна инвестиција, каде што секоја година се одвојуваат околу 1 милион евра за негова комплетно реконструкција и завршување, така да тоа е еден така поголем капитален инфраструктурен проект кој што е во самиот град. Инаку имаме средства нели за довршување на одредени патни правци, имаме средства за одобрени во ставката на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство за одводни канали, реконструкција на каналската мрежа. Овде во Струмичко? Струмичко, зборувам сега, нели, кога зборувам Струмичко, зборувам за Струмичкиот регион. Така. Тука ги офаќаат, нели, сите 3 општини, бидејќи тој систем... година ќе доаѓа до чистење на каналите со средства? Секоја година. И оваа година имавме дел од чистење, меѓутоа оваа година мислам дека имавме предвидено некаде за 26 км, до година имаме одредено зголемување, така да тие се одредени проекти кои што во континуитет се одвиваат секоја година. И исто така мене ми, да кажеме, представува задоволство што исто така ќе има средства за комплетно доуредување на технолошко-индустријската развојна зона. Други некои проекти кои што сега во моментот... Ова се така капитални, сега не да не ги извојуваме некакви посебни, бидејќи тука сме малце неограничени, бидејќи локалната самоуправа ги има ингеренциите во нели во урбанизмот и така натаму, јас можам да ги кажем овие како капитални проекти кои што се финансирани од одредени министерства и директно од владата. Да, добро, продолжувате ли со тоа темпо барем во делот на субвенциите, во делот на аграрот? Еве денеска ние информиравме дека нешто има проблеми со предвремениот откуп. Ке може ли да се зајакнат контролите? Со предвремениот откуп на тутун? Да, ниска откупна цена, понудени четврта класа по цена од 50 на денари, земјоделците, односно тутунарите реагираат. Колку ќе успеете повторно да интервенирате или едноставно преку вашите инспекцијски служби да се прави една пореална проценка? Па добро, бидејќи земјоделството како главен адут го сметам. Јас ова што го слушам за мене е навистина ново. Знам дека почетокот ова како пилот проект е втора година пред времениот откуп на тутун. Минатата година се одвиваше онака како што треба. Почетокот беше исто така добар врз основа на оние мои сознанија. Сега не знам дека дошло до одреден проблем. Меѓутоа, од друга страна, пак земјоделците не мора да го односат тутунот на предвремен откуп, бидејќи оваа година се очекува, значи тоа се очекувања кои што не мора да значи дека ќе бидат точни, висока цена за тутунот, затоа што тутунот се помалку го има на светскиот пазар,
а од друга страна неговата побарувачка е зголемена. Така да мислам дека ќе имаме добра откупна сезона за тутунарите, а инспекциите си ја вршат секојдневно работата, верувам дека и овој пат ќе си ја завршат. Меѓутоа, знаете како, тоа е проблем кој што го имаме ние со земјоделците постојано, кога некоја работа нема моментален откуп. Значи, ниту владата, ниту јас можеме да интервенираме во некоја приватна фирма да ја зголеби цената. Ние можеме во тој дел, дали правилно се цени, бидејќи за тутунот, сега кога го зборуваме конкретно, си има посебен закон за тутун, бидејќи тутунот е стратешка култура. Така. Како што е виното, како што е житото, така и тутун. Тие се три стратешки култури кои имаат и за гарантирани цени, меѓутоа имаат и посебен закон. Ние немаме посебен закон за пиперка и дома. Така. Така да во тутунот е контролата малце полесна, бидејќи се јасни правилата на игра, и во тој дел инспекциите сигурно ќе постапат онака како што треба. Меѓутоа, врз основа за другите земјоделски производи, знаете, кога има откуп, цената расте. Кога нема откуп, цената паѓа. Владата не може да на ниту еден приватен стопанственик да му наметне цена која што тој треба да ја плаќа на земјоделците, бидејќи повеќе нема да стане муабет за слободна економија или за либерална економија. Така. Тогаш ќе стане за државен интервенционизам, кој што е бил во едни системи порано, кои што се покажале дека се неефикасни. Така. Сега, вака правејќи анализа, мислам дека спомнавте атмосферска канализација во вредност од 12 милиони евра за технолошка индустријската развојна зона. Милиони денари. 12 милиони денари, простете. 200.000 евра. Простете. Проект Брана Маркова река, водоводната мрежа до кај стаса, дали планирано е да се опфати тој дел таму кај Свидовица? Значи, таму 3 години подред пропаѓаат 700.000 евра од буџетот на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство во делот за рурален развој. 3 години подред. Што е причината? Проблем е експроприацијата на земјиштето. Значи, имаме проблем со луѓето кои што немаат расчистено имотно-правни односи. Па се менуваше еднаш проектот, па сега се менува втор пат, па сега одиме со варијанта за привремена експроприација. Значи, таму пари има, меѓутоа цевките или каналот оди низ приватни имоти. И сега тука имаме проблем. Тука малку се криви граѓаните. Бидејќи јас и вие таму немаме ниви. Така. Вие сакате да им направите добро, да се исфрлат моторчињата за валење, да не се троши гориво и така натаму, да му донесете сисав за наводнување, тој ви вели, а дали шахтата мора да биде во мојата нива, зашто не е на комшијата? Така. Значи, тоа е. Добро, за човечки фактор, инаку таму 3 години подред 700.000 евра си стојат во буџетот и не се искористуваат. Оваа година повторно ја зема за Оризарска река во Кочани. Оти предпоставам дека техничка вода ќе биде потребно за технолошка индустријската развојна зона, па најверојатно се планира еден крак до таа зона. Да, меѓутоа не можеме да почнеме сега со реализација на ова, бидејќи имаме проблем. Така. Добро, неодамна владата најави нов бран на освежување во делот на раководните функции. Мислам дека и Струмичко, ако не се лажам, и Струмица имаше одредени кадровски освежувања во ВМРО ДПМН, односно не во ВМРО ДПМН, туку на оние раководни функции. Зошто се одлучи? Значи, ова е пракса која што се одвива последните 3 години. Да дојде до освежување и промена на одредени раководители или директори на одредени јавни предпријатија или организации. Видете, значи, ние сме веќе 7 години на власт. Темпото на работа кој што и сега, после 7 години, нашиот премиер го наметнува е високо, тешко и не многу луѓе се снаоѓаат во тоа темпо на работа. Барањата кои што тој ги има се навистина големи и вие навистина треба да бидете, да не кажам 24 часа посветени на работата како би ги постигнале сите овие реформи и резултати кои се очекуваат од вас. Кај дел од луѓето доаѓа до замор, не значи менувањето деградација, туку напротив имавме ние многу случаеви, па и во нашиот град, каде од промена на една позиција ве испраќаат на повисока позиција, дали е тоа во Скопје или во самата организација. Туку едноставно рокада промена, освежување со нови кадри, давање шанса на одредени нови луѓе, бидејќи пак имаме и раководители кои се 7 години на иста позиција и нормално е дека потребно е со текот на времето
да дојде и до промена на тој кадар. И тоа е разликата помеѓу ВМРО ДПМНЕ и СДСМ, каде што секој оној кој што работи ќе биде награден и ќе остане на таа позиција кој што, а секој оној кој што ќе не може да го следи темпото на работа на владата, ќе биде променет некојаш на негово барање, некојаш, нели, бидејќи има многу луѓе кои што сами побараа смена, па се дел од овој бран, некојаш врз основа на неисполнување на дадените обврски. Оние кои што се случи овде во Струмица? Па мислам дека се луѓе кои што се 7 години на оваа позиција, од кои што едниот од нив и сам бараше да биде променет заради веќе возраста и годините. Така. Него зачнуваме здравството, каде што во моментов се реновира операционата сала или по операционите блокови. Операционите сали во Струмичко, мислам дека до крајот на овој месец треба да се заврши. Сега има приспособено само една операциона сала за најхитните случаеви. Тоа е проект кој што го финансира Министерството за здравство заедно со сопствени средства на Општата болница Струмица и произлезе како иницијатива после посетата на министерот Тодоров на Струмичката болница. И на тој начин не само што ќе ги реновираме старите операциони сали, туку добиваме плюс уште една нова операциона сала, која што се наметна од потребата врз основа на бројот на пациенти кои што ги имаме како Општа болница Струмица, бидејќи го фаќаме целиот овој југоисточен регион. Така. Какви се релациите, дали ги надминавте недоразбирањата со локалната самоуправа? Пред малку спомнав дека се креиран или буџетот па заеднички да настапувате за и околу потребите на општина Струмица. Соработката со локалната самоуправа овде? Добро, јас не сум дел од советничката група на ВМРО ДПМНЕ, така да не знам навистина каква е реалната внатре соработка. Јас можам да кажам од личен мој агол дека Струмица, за жал, е општина која што моментално нема градоначелник. Со самото прифаќање на функцијата председател на СДСМ, Зоран Заев докажа дека не му е важна Струмица, дека партијата му е поважна. Тоа го имавме, јас си го зборував во мојата претходна емисија, кога тој одби да се кандидира за градоначелник на Струмица, само и само да се исполнат желбите на Бранко Црвенковски, па потоа кога реши партијата и тој се врати како кандидат, победи. Меѓутоа, далеко од она кое што тие го очекува како мислам како дивна победа. Јас мислам дека е греото за Струмица, како општина која што има еден од најголемите буџети во Македонија, да стагнира заради остварување на лични партиски желби на одредени функционери. Ние сме сведоци дека ако сека излеземе надвор, освен некакви ситни реконструкции или мачкање очи, практично во Струмица не се работи ништо. Вие немате сега еден капитален објект кој што се работи, а имате 5 до 6 милиона евра секоја година за капитални инвестиции. Ние повторно ги имаме поплавите на Младенска после секој пороен дожд. Повторно имаме незавршени објекти како Ободен канал од 2005-та, веќе ќе треба да му правиме 10 годишнина на овој фамозен проект, кој што сега ако се направи не знам и колку навистина ќе профункционира, бидејќи се сосема друга ситуацијата и населението горе на Ридот. Имаме програма од 2009-2013 која што најголемиот дел не се реализира. Имаме една скрпена програма, иако нивната кампања, она работно лето, почна една година пред локалните избори. И Зоран Заев беше прв промовиран кандидат, така да оној факт дека немале време за програма не им држи вода, значи тоа блефирале или практично ништо не сработиле. Програма која што реално ниту се остварува, ниту пак ќе се оствари. И знаете како? Старите рекле, кога мачката ја нема дома, глувците играат оро. Тоа е сега нешто слично што се случува во општина Струмица. Зоран Заев е повеќе претседател отколку градоначелник и тоа е нормално, затоа што тој е лидер на опозиција и партиските обврски не му дозволуваат на него да биде тој во Струмица. Од друга страна остава општината на луѓе кои што според мене немаат ни далеку квалитет, ниту пак лични способности и афинитети да завршат она што се очекува од нив. Го имате еден комуналец кој што кога 2 месеца, кога 3 месеца не зимаат плата, кога на луѓето им даваат 40%, па после ќе им дадат 60%, па додека да ја земат редовната плата не може да земат сини картони. Милион комунални проблеми, депонии околу градот и мислам дека е трагедија Струмица да страда заради амбициите на еден човек, а од
понатаму си продолжуваат оние старите приказки, знаеш, тендер на татко ми, тендер на братучет ми, на фамилијата, на луѓето околу нив. Тие се работи за кои јас сум лично држал по 10-20 пресконференции, меѓутоа кои очигледно со останувањето на Зоран Заев на градоначалник на председател на Социјалдемократскиот сојуз ја заинтересира македонската јавност. Инаку тие се информации кои што ние ги извадевме на пресови уште во текот и на предизборната кампања. Претходно, меѓутоа очигледно тој како фактор не беше толку важен и не се појави толков интерес во медиумите кои што се на републичко ниво. Сега е сосема друга ситуацијата. Така да тоа е моето мислење за Струмица. Но мене ми беше Мислам прашање дека ние заслужуваме многу повеќе, ние им заслужуваме многу подобро, бидејќи реално ние сме општина која што има многу пари. Да, но мене ми беше прашањето во однос кога се креира еден државен буџет. Еве вие потекнувате и овде од Струмица. Колку може заеднички да настапите нешто да се сработи за Струмица со државни пари. Во тој поглед таа координација. Сепак го имате и советот овде, имајќи во предвид дека и тие се партиципиенти во креирањето на локалната власт, носаат одлуки, можат да предлагаат, може да излобираат. Вака, Во тој поглед ми беше прашањето. Смислата, да, ве разбирам. Меѓутоа, смислата на демократијата е кој прв дојде до мнозинство во одредена институција. Затоа се изборите и затоа имаме победници и поразени. Инаку тогаш не би имало смисла да се формираат партии, било едноумие и не би имало смисла да одиме на избори. Така да оние кои што го имаат мнозинството во глобала ги креираат политиките, меѓутоа ги креираат не затоа што така им паднало на памет, туку затоа што имаат одговорност која што е добиена на избори непосредни од страна на граѓаните. Таква е ситуацијата. Но вие имате на централно ниво. Да, значи тоа сакав да го кажам. Значи на централно ниво ние сме во таа ситуација каде што можеме да излобираме дел од одредени проекти и оние проекти кои што веќе ги наброев и кои што ќе се реализираат се дели од наша програма и дел од наше лобирање. Меѓутоа на локално ниво ние направивме една агенда заедно со општинскиот комитет, заедно со советниците, на дел од трибините бев и јас, на дел беше и колегата Тишев, посета по сите местни заедници и населени места, каде што луѓето ги искажуваат проблемите кои се однесуваат во врска со работи за кои е надлежна локалната самоуправа. Сите тие работи ние ги имаме ставено на хартија и сега кога ќе биде носењето на буџетот на општина Струмица, ќе си биде амандмански реагирано и мислам дека се работи за општи интерес на граѓаните на Струмица и ќе бидат прифатени од страна на локалната самоуправа, каде што пак во нашиот случај Социјалдемократскиот сојуз е мнозинство. Спомнавте дека бевте по местните заедници, Да. бевте, често пати ве регистрировме дека посетувате невладени организации, нешто агенда за честени средби со различни категории на граѓани, дали тоа како пратеник или пак некои други амбиции? Не, значи во мојата претходна емисија јас најавив две иницијативи кои што во наредниот период ќе ги реализирам како дел од мојата општествена одговорност како политичар. Едната беше помош на ранливи категории на граѓани или посета на луѓе кои што имаат одредени идеи, меѓутоа им недостасува на нишка посена за реализација, или пак сплотување на различни луѓе кои што имаат слични идеи во една заедничка организација. И во тој дел се моите посети и на Сдруженијето на главонеми лица во Струмица, и на другите невладени организации, меѓутоа тука е и мојата поддршка, например, на младите од Демос во врска со оној втори проект кој што го најавив, кој што е враќање на патриотизмот и запознавање на луѓето од струмичката историја, кои што се на некој начин заслужни за ова нешто денес го имаме и затоа, например, лично ја поддржав и отворив изложбата која што беше по повод 11 октомври отворена во Културниот дом во Струмица или фотоконкурсот за Струмица со љубов, кој што беше сега на 23 октомври, значи тоа е дел од моја агенда која што јас лично како пратеник чувствувам дека имам одговорност да оставам одредени работи за мене, например моите соработници во канцеларија сега имаат проект за сите тие струмички војводи и револуционери, значи и од 1893 наам, меѓутоа и од 1941 до 45 да пробат да направат, да ги внесат сите тие во Википедија и кога вие ќе кликнете на вашиот компјутер, бидејќи сега се модерни времења, да ви излезе кој е тој Благо Јанков Мучето, кој е тој Боро Џони, меѓутоа кој е тој Костадин Мазнејков, кои се тие војводи
револуционери од Струмичкиот округ. Така да сите тие работи се дел од една агенда која што јас ја најавив, која што ја спроведувам и ќе ја спроведувам во иднина. Така. Добро, со оглед дека времето кое што беше планирано некако не прегази 10 на минути после 22 часот, почнавме со спортот, би сакал да завршиме со спортот. Реално, отворено и искрено. Се гледате ли во топ 16 во Европа? Струми се зови Макен. Да, секако. Така. Господине Гошев, јас ви благодарам што бевте во емисијата Визави, кој што почнавме со спорт, па зачнавме нешто и околу вашиот пратенички ангажман. Се надеваме дека во некој од наредните емисии, исклучиво само како представник на владеачката партија, за и околу вашиот ангажман и инвестициите на владата овде во овој регион. Благодарим на вас. На крајот само сакам да се извинам на сите гледачи и на вас лично за моето доцнење, меѓутоа денеска имав честа да гласам за еден закон кој што е од огромно значење за нас и за нашите поколенија. Тоа е договорот со Народна република Кина околу изградбата на двата автопати, од кој едниот ќе биде од Штип до Миладиновци. Автопат со кој што нашето патување за Скопје од Струмица се крати за 20 км и за едно 30 минути. Така да мислам дека ако не повеќе, заради тој факт ќе ми простат гледачи. Така. Благодарам уште еднаш што бевте дел од програмата на ТВ каналот Виса. Вам, почитувани гледачи, благодарност за вниманието. Благодарам.